Štip, gradot pod Isarot. По завршувањето на народно-ослободителната и антифашистичка војна, започнал развојот на Демократска федерална Македонија во составот на Југословенската федерација, како рамноправен член со државите на другите народи на Југославија. Веднаш по ослободувањето биле преземени активности за организирање на новата власт. Народната власт во Штип, како и во останатите делови на Македонија, започнала да се формира преку народно-ослободителните одбори. За нивно формирање во Штипската област од страна на АСНОМ биле назначени Вера Ацева, Страхил Бајовски, Исак Сион, Борис Поцков и Никола Вражалски. Штипскиот одбор, соодветно на структурата на поверенствата на АСНОМ, формирал своји поверенства како органи на локалната власт. Народната власт веднаш започнала со обнова на земјата и санирање на последиците од војната. Во јануари 1945 година се случиле серија настани поради кои овој месец ќе остане запаметен како еден од некрвавите во македонската историја. Овие случувања во Штипската касарна беа веднаш после настаните на Скопското кале на 7 јануари 1945 година и речиси со идентични пароли. Војниците во Штипската касарна штом разбрале дека треба нивното движење да се насочи кон Куманово, а потоа од Куманово додат кон Стрем, веднаш спонтано застанале со извиците "Сакаме на Солун, неќеме на Стрем, Солун, Џумаја". Учесниците во оваа побуна сметале дека војната за ослободување требало да продолжи на југ, а не на север, се до конечно ослободување и обединување на Македонија. За овој бунт веднаш бил известен Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, која донел следнава одлука: демонстрантите да се разоружаат и да се пратат на присилна работа од еден месец, сите организатори да се уапсат и да се казнат, да се спроведе истрага и да се изведат пред воен суд. Лазар Колишевски, преземајки ги работите во своји раце, издал наредба војниците да се разоружаат, да се уапсат и да се казнат со 5 дена затвор. Сите раководители и организатори на оваа побуна биле ставени под истрага на војната служба за безбедност ОЗНА, а потоа биле предадени на војниот суд. Нивното дејствување било оценето како непријателско и насочено против братството и единството на југословенските народи и против југословенската заедница. Војниот суд при Штипската војна зона изрекол смртна пресуда за 6 лица, сите од Валандово. Пресудата била веднаш извршена. Судењата кои биле спроведени во Штип и во Скопје биле тајни. Доколку овие лица навистина биле виновни и непријатели, требало јавно да се обзнанат бидејќи во овој период секој така наречен злочин се користел за пропаганда на новата власт, а енергијата на народот се насочувала кон расчистување со предавниците и непријателите. Президиумот на АСНОМ од своето основање имал улога на привремена влада на Македонија, се до одржувањето на третото заседание на АСНОМ. На 16 април 1945 година била избрана првата влада на Македонија, која ги преземала извршните ингеренции на дотогашниот президиум на АСНОМ и неговите поверенства. Основна преокупација на новата извршна власт била политичка, стопанска и образовно-културна обнова и изградба на Народна република Македонија. Од конституирањето на македонската држава по Втората светска војна, па се до распаѓањето на СФРЈ во 1991 година, голем број истакнати штипјани извршувале значајни раководни функции на републичко и сојузно ниво. Така, член на првата влада на Македонија бил штипјанецот Љупчо Арсов, како прв подпредседател и министер за финансии. Оваа функција Арсов ја задржал и по првата реконструкција од 11 февруари 1946. На оваа функција бил се до 10 јануари 1948 година, кога поднел оставка, а за нов подпредседател на владата бил назначен Никола Минчев. Овие први повојни години, особен на белек и свој печат, има една од најмаркантните личности во југословенската политичка историја после Втората светска војна, а тоа е Александар Грличков.
Во прв период тој ќе биде председател и на градскиот, и на околискиот, и на окружниот комитет на Штип, за да после замине во Белград, како и многу македонски интелектуалци. Професор станува најпрво во Скопје, а потоа на Универзитетот во Белград и станува еден од водечките теоретичари на социјализмот во Југославија, една и меѓународно афирмирана личност. Исто така бил и подпредседател, председател на извршниот комитет на Република Македонија, а и во Белград обавува значајни функции. По ослободувањето, некои од личностите кои имале голем придонес во градењето на македонската држава во рамките на Југославија, паднале во немилост на новиот владеачки режим. Една група на истакнати револуционери, начело со Методи Андонов Ченто, биле жестоко гонети од новите власти поради тоа што се залагале за независна и обединета македонска држава. Покрај Ченто на удар се нашли и Панко Брашнаров, Павел Шатев, Емануел Чучков, Венко Марковски, Петре Пирузе и други. Некои од нив завршиле во затворот на Голи Оток, додека други биле деградирани од нивните политички функции. Еден од нив бил и Емануел Чучков, кој бил разрешен од министерското место во владата на ФНР и се вратил во Македонија, пошто работел на многу пониски и деградирачки работни места. Чучков бил и основач на ансамблот за народни танци и ора «Танец». Народно-ослободителниот одбор на Штипската околија преку локалните народно-ослободителни одбори имал за задача да ја санира сета штета што настанала во текот на војната. Така, почнувајќи од градежништвото, па се до просветата и до културата, овие локални народно-ослободителни одбори се залагале тоа да биде завршено онака како што треба. Народно-ослободителните одбори веднаш започнале со санација на штетите и со решавањето на проблемите на населението. Треба да се има предвид дека во Штипската околија пред почетокот на Втората светска војна имало железница на релација Велес-Штип-Кочени и Неготино-Валандово-Гевгели. Народно-ослободителните одбори веднаш започнале со своите активности, при што за кратко време се почувствувале драстични промени. Имајќи предвид дека во текот на војната во Македонија биле разурнати или оштетени скоро 35% од инфраструктурата, мостови, железници и така натаму, меѓутоа за кратко време овие дефекти биле санирани. Во повојниот период, големо внимание се посветило на развојот на образованието и воопшто просветно-културната дејност како важен фактор за општествениот развој. Еден од главните приоритети бил подигнување на образовното и културното ниво на населението, бидејќи во предвојниот период преку 40% од вкупното население било неписмено. Голем проблем представувало и отсуството на наставно образовен и научен кадар, кој би ја спровел едукацијата на населението. Во Штипската област, по војната имало вкупно 311 учители, но нивниот број и стручност не ги задоволувале потребите на населението. Затоа во 1945 година од Президиумот на АСНОМ пристигнало циркуларно писмо од Димче Стојанов Мире, референт за просвета, во кој се наложувало на народната власт веднаш да започне со организирање на училишната дејност и да ги подготви сите училишни згради за отпочнување на редовна настава во училиштата. Заложбите на Поверенството за просвета при Президиумот на АСНОМ вродиле со плод и веќе во следната 1946-47 година во Штип започнале со работа сите основни и средни училишта. Недостигот на учителски кадар во Македонија бил очигледен. Во овој период во Македонија работи само учителската школа во Скопје, која не можела да ги даде посакуваните резултати. Затоа во Штип во 1946 година е отворена учителската школа Гоце Делчев, која ќе работи се до 1963 година и ќе произведе 1820 учители. Во периодот од 1946 година биле отворени неколку училишта средни и основни во Штип. Гимназијата Славчо Стојменски, Нижото Лозарско училиште, Нижото музичко училиште, Стопанското училиште, како и Педагошката академија во 1959 година. За развојот на културата во Штип во повојниот период од големо значење било формирањето на Народната библиотека Гоце Делчев во 1946 година.
Во 1951 година започнал со работи и Народниот театар, а првите театарски дејци биле учителите кои приредувале представи со своите ученици. Во 50-тите години Народниот театар од Штип реализирал вкупно 44 премиери. Публиката во овој период масовно го посетувала Народниот театар. Секоја представа се играла пред полн салон, а билетите се распродавале десетина дена порано од денот на премиерната изведба. Во 60-тите години во Штипскиот театар дел од репертоарот го потпишале истакнати режисерски имиња, меѓу кои Благој Андреев, Саша Маркус, Константин Анастасиевиќ, Душко Наумовски, Александар Ковачевиќ, Димитар Христов, Љуба Милошевиќ, Ѓорѓи Трајанов и Ристо Шишков. Во 70-тите години е реконструирана старата театарска зграда. Со обновените простории и со новите технички услови, колективот на Штипскиот театар можел повторно успешно да одговори на потребите на публиката. По сушните сезони на театарот во 80-тите, во 90-тите години, во периодот на транзицијата, Штипскиот театар повторно се враќа со тогаш популарната форма кафе театар. Музеот на град Штип бил формиран во 1950 година како градска институција, а во 1955 година прераснал во музеј на Штипскиот регион. Од своето создавање до денес, Заводот и музеј Штип работи на полето на заштита на културното наследство и музејската дејност, грижејќи се за огромното културно-историско богатство на овој дел од Македонија. Првата книга на македонски јазик, објавена во Слободна Македонија, била првата збирка песни на Ацо Шопов, роден во Штип во 1923 година. Ацо Шопов е еден од нашите најзначајни, најистакнати поети во историјата на современата македонска поезија и литература воопшто. На вториот конгрес на НОМСМ, а Ацо Шопов ќе излезе тогаш од печат неговата прва или втора, како сакате, стихозбирка под наслов Песни и прва во историјата на современата македонска поезија на македонски јазик. Натаму, во периодот по војната, Ацо Шопов интензивно ќе твори, ќе пишува, ќе објави неколку стихозбирки со наши раце, на Грамос, програм Младоста заедно со Славко Јаневски, во кој е присетен оној колективистички дух. Се пее за изградбата на што туку разрушената земја, се пее за љубовта кон татковината и така натаму и така натаму. Во 1952 година настанува еден вид пресват во творечкиот ракурс на Ацо Шопов. Тоа е пресветничка книга не само за Ацо Шопов, туку и пресветничка и мегник во современата македонска поезија, во која се напушта оној колективистки дух, соцреалистички дух на пеење и се посветува повеќе внимание на собствената интима, на она што човекот го доживува како љубов, како трепет, како чувство кон блискиот, кон другиот, кон саканата и така натаму и така натаму. Она што треба да се каже за Ацо Шопов како поет е дека со небиднина 1963 година тој веќе влегува во својот, така да се рече, творечки зенит. 63 година, 70 година Гледач во пепелта. Тоа е оној творечки зенит или она творечка квинтесенција која ќе ја создаде заедно со песна на Црната жена во 1976 година. После војната тој ќе ја напише песната, она антологиска позната песна Очи, во која ќе каже дека тоа време носени од незините луѓени огнени очи, речиси без оружје го слободуваат непријателот. Шопов бил председател на Друштвото на писателите на Македонија и негов член од основањето во 1947 година.
прв председател на Советот на фестивалот Струшки вечери на поезијата и председател на поранешниот сојуз на книжевните преведувачи на Југославија. Исто така, бил член и на Македонската академија на науките и уметностите од незиното основање во 1967 година, прв директор на издавачката куќа Кочо Рацин од Скопје и долгогодишен директор на издавачката куќа Македонска книга, како и главен уредник на повеќе списанија, меѓу кои сатиричниот весник Остен. Шопов објавил вкупно 13 збирки поезија и исто толку избори од поезијата на македонски јазик, како и 15 на избори препеани на странски јазици. Во периодот од 1971 до 1975 година бил именуван за амбасадор на СФРЈ во Сенегал, а својата кариера ја завршил како председател на Републичката комисија за културни врски со странство. Денес Центарот за култура во Штип го носи неговото име, а наградата Ацо Шопов е највисокото поетско признание што го доделува Друштвото на писателите на Македонија. Во средината на 50-тите години, Штип, како и многу други македонски градови, доживува еден индустријски подем, еден извонреден развој, бидејќи во Македонија знаеме дека интензивната индустриализација, за разлика од северните делови ословени од Хрватска, започнува во средината на 50-тите години и тогаш во Штип се градат многу погони, особено од текстилната индустрија, и ден денес Штип е еден бренд за текстилната индустрија во Република Македонија, значи почнува еден подем, еден стопански развој кој таков еден голем тренд ќе има се до 80-тите години. Металскиот завод Тито, производствен погон Метал на Штип, бил еден од првите производствени центри во Штип. Метал на Штип била основана во декември 1947 година од страна на владата на Народна Република Македонија како предпријатие за производство на метални производи. До 1965 година фабриката броела над 150 работници, а до незиното затворање во периодот на транзицијата бројот на вработени двојно се зголемил. Фабриката за тутун во Штип датира уште од 1919 година, како работна организација Монопол. По ослободувањето, по неколку реорганизации, во 1952 година се осамостоила како посебна работна единица, остварувајќи континуиран раст на производството. Така во 1945 година биле произведени над 115.000 килограми тутун, а во 1963 година производството пораснало на над 730.000 килограми тутун годишно. Во периодот до 1965 година во фабриката биле вработени над 150 работници. Во периодот од 1945 година до 1965 година биле формирани неколку земјоделски задруги кои се формирале врз база на фамилиарно здружување. Меѓутоа, под разни притисоци не можеле да функционираат како единка, па затоа овие фамилиарни задруги започнале да се групираат во поголеми земјоделски задруги и како резултат на тоа групирање е формирањето на земјоделскиот комбинат Црвена звезда, чија локација била во местноста Три чешми близу Штип. Основен белег на стопанството во Штип од Втората светска војна до денес е текстилната индустрија. Штип долги години со право го носеше епитетот на македонски Манчестер. Фабриката за производство на текстил, текстилниот комбинат Македонка од Штип, бил препознатлив бренд не само во Македонија и Југославија, туку и пошироко. Изградбата на овој комплекс започнала во 1950 година, а првите производи биле пласирани на пазарот во 1952 година. Фабриката во врвот на својот развој вработувала 5900 работници, а незините производи се извезувале во цела Европа и во САД. За тоа колку била важна оваа индустријска гранка не само за Штип и за Македонија, туку и за Југославија воопшто, покажува фактот што југословенскиот председател Јосип Броз Тито неколку пати ги посетил фабриката и градот Штип. 10 години по формирањето на текстилниот комбинат Македонка била отворена нова фабрика, станува збор за модната конфекција Астибо, која во својата кулминација, во својот врв вработувала некаде околу 4500 вработени. Овие два комбината,
Текстилниот комбинат Македонка и модната конфекција Астибо извезувале производи не само во Југославија, туку и во цела Европа, па дури и во Соединетите Американски држави. При трансформацијата на општествено-економскиот систем во раните 90-ти, и двете фабрики ја доживеале истата судбина како и најголем број од предпријатијата со општествен капитал во тој период. Во предвечерието на распадот на Социјалистичка федеративна република Југославија на 8 септември 1991 година беше одржан референдум за независност на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и независна држава. Република Македонија својата независност ја стекна без да влезе во војниот виор што ја зафати СФРЈ. Едни од главните актери во процесот на осамостојување и креирање на независноста на Република Македонија беа Штипјаните Киро Глигоров, прв председател на Независна Македонија, академик Никола Кљусев, прв председател на владата, и Јордан Мијалков, министер за внатрешни работи во првата влада на Независна Македонија. По 1991 година битно се промени економското и политичкото милје во Штип. Општествено-економските промени најсилно беа изразени во два сегмента – политичката организација и трансформацијата на општествениот капитал. До 1991 година во Штип работеа повеќе производствени гиганти, како Македонка, Астибо и ЗИК Црвена ѕвезда, кои имаа над 4000 вработени, трговско-производни предпријатија, меѓу кои Мак Промет, Чатал и Нова трговија, неколку капацитети од металската индустрија, Селена, Метална, Агроалумина и Прогрес инженеринг, предпријатија за изработка на мебел и производи од дрво, електроелементи и друго. Од 90-тите години, кога настапи транзицијата, Штип доживеа неверојатен пат. Тој пат одеше се до 2006 година, кога во нашиот град, од највработен град во државата, од најсреќни луѓе во државата, се родија невработени лица. Од уништувањето на фабриките останаа социјални случаи. Значи, безнадежност владееше во овој град. Практично Штип беше еден град кој беше прилично замрен со оставен да биде еден текстилен град, град на текстилната индустрија, каде што знаеме дека заработките на луѓето што работат се ниски. И некако беше прилично запоставен, а со тоа на некој начин се запоставуваше и цела Источна Македонија. Транзицијските проблеми ги доведоа во незавидна положба некогашните индустријски гиганти. Дел од нив целосно пропаднаа, а мал дел се трансформираа во приватна сопственост и продолжија со работа. Во овој период, одделни раководни структури ја увидоа можноста за брзо лично богатење, преку манипулација и криминални постапки и со катадневно зголемување на бројот на економски оператори, како основачи на приватни фирми, фирми керки и фантомски фирми, преку кои се обидуваа да го сокријат текот на движењето на финансиските средства. Денес, најголем дел од новоформираните стопански субјекти во Штип се мали фирми, кои лесно се трансформираат. Носител на развојот се уште е текстилната индустрија, со преку 100 конфекции во приватна сопственост. Градот Штип и понатаму останува центар на текстилната индустрија во Република Македонија. Во кожарското индустриско производство во Штип лидер е фабриката за чевли Баргала, а во прехрамбената индустрија поважни капацитети се фабриката за бомбони и гуми за џвакање Европа, фабриката за масло Брилијант и други. Во Штип и понатаму функционираат Селена, Метална, Агроалумина и Мак Промет, како и повеќе градежни фирми. Штип и по осамостојувањето останува значаен културно-образовен центар во Источна Македонија. Денес во Штип работат 5 основни, 6 средни училишта и 1 универзитет. Една од најкрупните работи што ги направивме, и таа беше една од првите, беше отварањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип со 12 факултети и 3 уметнички академии, што многу го заживеа градот, го направи студентски град, полн со млади луѓе и на некој начин даде еден живот, еден импулс на овој град, му даде посебна тежина и посебна важност на градот. Универзитетот Гоце Делчев од Штип е основан со закон во Собранието на Република Македонија на 27 март 2007 година. Во тоа време
постоеја неколку факултети, постоеше Рударско-геолошкиот факултет, Педагошкиот факултет и Институтот за земјоделие од Струмица. Со законот беа формирани неколку нови факултети, меѓу кои правниот, економскиот факултет, факултетот за музичка уметност, земјоделскиот факултет, факултетот за информатика. Сите тие почнаа да функционираат од 2007 година, некаде од мај месец. Тоа беа почетоците заедно со постоечките две-три институции кои функционираа во овој регион и тоа беа корените на некој начин на Универзитетот Гоце Делчев. Можам да кажам од оваа перспектива после 10 години тоа беше тежок период, затоа што основањето на универзитет не е така лесна работа. Веќе Собранието на Република Македонија донесе нов закон и се формира уште 5 нови факултети, што беше за нас голем проблем во тоа време, затоа што и постоечките факултети беа проблематични како ќе ги организираме. И уште нови 5, меѓу кои беше и факултетот за медицински науки, неколку академии, меѓу кои и Филмската академија, Академијата за класично сликарство, понатака Филолошкиот факултет, Факултетот за туризам и бизнес, за логистика и така натака. Значи повеќе факултети, веќе дојдовме до една бројка фантастична од 15 факултети и веќе бројот на вработени кои што беа ангажирани достигна бројка од 500 постојано вработени. Наставата на универзитетот се изведува во наставни центри, кои се дисперзирани во 12 града во Македонија. Уште од формирањето на универзитетот, една од главните цели, покрај создавањето млад, високо образуван кадар, кој ќе биде конкурент на пазарот на трудот и потребите на современото општество, е и стремежот кон обезбедување врвни услови за научно-истражувачка работа. Со своите центри и модерно премените лаборатории, Универзитетот Гоце Делчев обезбедува завидна база за научно-истражувачка работа за академски цели и за помош на јавниот и приватниот сектор во нивниот развој и конкурентност не само на домашниот, туку и на меѓународниот пазар. Музичката академија е единствениот факултет во државата кој во фокусот на студиските програми ги вклучува музиката, инструментите и вокалната интерпретација на најизведуваните музички жанрови – джез, класика и етно. Музичката академија во Штип е составен дел од Универзитетот Гоце Делчев од самиот почеток, 2007 година. Во своите рамки има 3 одела за класична музика, кај се учи и музичка теорија. Од оваа година ќе имаме и нова насока за музичка композиција. Да постои джез одел, односно одел за джез студии и одел за етнокореологија, која малку минатите години се прошири кон народни инструменти, не само кон народни ора. Овие последниве 2 одел етнокореологија и джез се единствени во државата и малку пошироко во регионот. Од таму имаат посебна функција и се мощно значени заради 2 причини, не само заради, речеме, джез сцената, туку и заради тоа што има возможност на млади момци и девојки да студираат дома или близко до дома во својата држава. Студентите од етнокореологија, уште првата генерација, рече сите се запослија во танец, нашата елитна институција која се занимава со традиционална игра и музика. Вложуваме напори, имаме огромна поддршка од универзитетот, финансиска, која тоа потребно студентите да патуваат на семинари, на надпревари надвор од државата. Исто така имаме меѓународна соработка која постојано расте со неколку музички академии. А исто така секојаш кога постои можност имаме и гости, професори од познати универзитети. Друга важна работа што ја врши академијата се јавни настапи и на студенти и на професори на разни манифестации пошироко во Република. Една нова работа што ја започнавме оваа година и се случија токму оваа пролет е насловена Уметничка пролет. Серија концерти кои што имаат малку поелетен културолошки карактер. Покануваме број на врвни уметници од светската сцена и од нашата, кои што држат и воркшопи, работилници, мастер-класи, а и воедно држат и концерти кои се отворени за целата публика.
Универзитетот Гоце Делчев Штип од своето основање до денес произведува академски вредности, нови генерации на интелектуалци, професионалци и квалитетни личности, кои може да ја носат одговорноста за иднината на нашето општество. Од 2006 година во Штип интензивно се работи во областа на археолошките истражувања, заштитата и презентацијата на нашето културно наследство од Штипскиот регион и пошироко. Обемот на истражување во овој период го надминува целиот дотогаш реализиран истражувачки квантум, а уште позначајно е тоа што овој интензитет на истражување е проследен и со процесот на заштита, конзервација и презентација на културното наследство во овој регион. Како резултат на овие истражувања, денес Музеот на град Штип поседува повеќе збирки и фондови од областа на археологијата, историјата, етнологијата и историјата на уметноста од сите историски и предисториски периоди, преку кои може да се почувствува историјата и духот на градот Штип и неговиот регион. На 20 декември 2014 година во Штипско Новосело е отворен Музеот на ВМРО за Штип и Штипско 1893-1934 година. Музеот, посветен на Македонската револуционерна организација и борбата на македонскиот народ за автономна Македонија, е сместен во куќата на старото новоселско семејство Андонови, објект со типична староградска архитектура. Во него се изложени восочни фигури на истакнати дејци на организацијата, вредни експонати, фотографии, автентични документи, лични предмети и оружје кое им припаѓало на незначајните личности на организацијата. Музеот на ВМРО во Штипско Новосело представува спомен дом на македонските револуционери, кои се родени и действувале во ова место, кои целиот животен век го посветиле на Македонија и оставиле траен белег во нашата историја. Денес, живеејќи го нивниот сон за самостојна и автономна Македонија, со отворањето на овој музеј им се оддава почит на делата на овие истакнати револуционери и се овозможува културна интеракција помеѓу нашето минато и сегашноста, помеѓу историјата и современото живеење. Сите значајни културни настани и манифестации во Штип се одржуваат во Народна установа Центар за култура Ацо Шопов. Во центарот традиционално се организираат следните манифестации: биенално студио за цртеж во чест на поетот, посветено на Ацо Шопов, фестивалот на музика Макфест, Екран Театарфест и други. Секоја година центарот организира околу 130 културни настани од областа на музичко-сценските уметности, драмската, ликовната и литературната, како и голем број форуми, предавања, трибини и слично. Народната и универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип денес е регионална и национална установа, која со својата дејност ги покрива не само општините Штип и Карбинци, туку и целиот источен регион на Република Македонија. Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев во Штип постои веќе 70 години. Во оваа 2016 година го одбележува својот 70 годишен јубилеј, значи е формирана во 1946-та. Од читалиште прераснува во библиотека, за денес да биде веќе национална установа и универзитетска библиотека во нашиот универзитетски град. Во библиотеката функционираат повеќе оделенија за различни целни групи читатели, како што се оделението за деца, оделението за возрастни, оделението за студенти, заедно со студентската читална, односно академското оделение, тука и роднокрајното оделение, каде што се застапени роднокрајни збирки од автори кои потекнуваат и живеат во Штип. Исто така за истакнување е депозитното оделение, односно оделението каде што се чува архивскиот примерок што е културно наследство, и со тоа библиотеката во Штип се вбројува како една од трите депозитни библиотеки во Република Македонија. Оваа година во библиотеката по повод 70 годишниот јубилеј, во рамки на овој простор каде што сега се наоѓаме, изграден еден огромен амфитеатар, односно летна сцена со капацитет од 274 седишта, кој што е облагороден секако со прекрасна градина околу, со прекрасни скали на кои се исцртани рбети од книги со македонски и странски автори, секако тука се и клавирските дирки, со цел на еден символичен начин да представиме и прикажеме дека ова е идеално место во летниот и пролетниот период да се одржуваат концерти од областа на музиката, литературата и уметноста воопшто.
Во рамките на Народната и универзитетска библиотека Гоце Делчев работи литературниот клуб Искра, како и француска читална, во соработка со Францускиот културен центар во Скопје. Дом на млади Штип представува културен центар кој се грижи за развојот на младите во општина Штип. Неговата улога на водач на урбаното живење на младите особено доби на значење по отворањето на Универзитетот Гоце Делчев, со што Штип прерасна во универзитетски центар во Источна Македонија. Концертите кои ги организиравме во 80-ти и 90-ти години се врежени во меморијата на Штипјани, па и пошироко, може би е тука куризитет да спомнам дека првите настапи на ЕКВ, Оргазам, Пилоти, па и Бело дугме го работевме на година, беа во соработка со Домот на млади 25 мај, така да може би имавме и можност настапите на овие денес реномирани групи, и за одбележување во тој дел од таа концертна активност. Може би еден од првите Open Air, кој што го ние организиравме на 9 километра од Штип према Струмица. Тоа беше 2 дена мир и љубов, така насновена као квази Вусток. Меѓутоа, тоа останува денес као податок дека на тој Open Air 96 година, значи 1996 година, е првиот настап на Владко Стефановски трио. Добар дел од активностите на Домот на младите во Штип беше и насочена кон поддршка и презентација на ликовната уметност. Таа може би да можам да спомнам слободно дека може се гордееме во тоа време дека имавме ликовна колонија која што беше подвижна, постоеше во Штип во Домот на младите, во просториите, во дворот. 2 години беше сместена на Плачковица, 1 или 2 години во Охрид. Ето би го спомнал дека, како куризитет, дека фасадата, старата фасада на Домот на младите беше насликана од групата Зеро од Скопје. Домот на млади во Штип е организатор на джез фестивалот Астибо, на кој настапуваат познати домашни и светски джез музичари, а се одржуваа и повеќе работилници и тркалезни маси, на кои се дебатира за джез музиката во Македонија и светот. Од осамостојувањето до денес, Народниот театар во Штип има значајна улога во афирмирањето и промоцијата на културата и развојот на меѓународната културна соработка. Понатаму во 80-тите години и по 90-тите години и веќе во 21-виот век, по 2000-та година наваму, театарот продолжува по една патека зацртана, патека која што зборува дека навистина местото на Штипскиот театар меѓу националните театри и Штипскиот театар има со што да прави конвенција со публиката, да ја повикува публиката на средба, всушност да ја тера публиката да биде подготвена за неговата присутност и да размислува за него. Многу представи се направени, сите тие многу представи да имат добиено награди на некои од фестивалите. Штипскиот театар не заборава на колата на Теспис, па понекогаш и неретко гостува и во други театарски средини, така да комуникацијата со другите духовни, културни средини, со театрите е на ниво на кое што и самиот театар еманира енергија потребна за една таква размена или коалицирање со публиката. Ансамблот на Народниот театар од Штип настапувал во голем број градови во земјава и странство. Во овој театар од неговото создавање премиерно се прикажани над 300 представи и се одиграле околу 5000 репризи, а репертоарот го следеле над 1.000.000 гледачи. Штипскиот народен театар продуцира и голем број значајни режисерски и актерски имиња од голема важност за развојот на македонскиот театар. Штипското културно лето е фестивал кој трае 1 месец и се одржува во културниот центар Ацо Шопов од 1 јули до 1 август секоја година, почнувајќи од 1987 година. Во тие, како се вика, летни месеци,
Навистина, во тоа време, во почетокот, кога почна Штипското културно лето да се појавува на сцената, или да речеме во духовниот простор на Штип, имаше некаде околу 30 или повеќе културни содржини, кои што се допираа до театарската уметност, до книжевноста, до сликарството, музиката и така натаму. Карактеристично за Штипското културно лето во тие почетни години беа уличните свирачи, твореното ателје, промоцијата на многу и портретите на книжевни творци од Македонија и надвор. То беше еден амалгам од повеќе културни содржини, од повеќе културни изрази, кои што на крајот ја згрижуваа културната глад на граѓаните на Штип. Почнувајќи од 1989 година, во Штип се одржува најголемиот фестивал на забавна музика во Македонија – Макфест. Историјата вели дека тогаш се јавила потребата и како иницијатори се јавуваат двајца ентузијасти, музички работници па и продуценти. Тоа е Благој Чешларов, познатиот музичар, со штипско потекло, и Киро Милев, исто така, кои што имале идеја и ја покренуваат оваа иницијатива, барајќи град од внатрешност. Штип бил веројатно и најпогодниот за тоа. Го реализираат првото издание и веќе 3 децении, веќе ја почнуваме 4-та деценија, Макфест екзистира создавајќи и давајќи и на македонската музичка јавност и воопшто музика, забавната музика, над 1000 композиции кои што со годините и низ децениите стануваат евергрини хитови кои што се пеат до ден денес. На фестивалот продефилирале практично сите звезди од тогашната њу сцена, македонски звезди, тргнувајќи од Кичо Слабинац, Радојка Шверко, потоа Мери Цетинич, Татјана Матејаш, нашите речици сите. Звезденото небо на Макфест е исполнето со многу пеачи, многу композитори, со оглед на тоа дека фестивалот е пред се авторски и практично на носачите на звукот кои што се некаде на над 70-тина имаме оставено трага кој што во идниот период ќе се надоградува, ќе се надополнува со оглед на тоа дека од пред 2-3 години фестивалот е поддржан од највисоко ниво, значи од државно ниво. На тој начин истиот се надградува, ги враќа некогашните познати концепти кои што се потврдија како добри. Имено од оваа година фестивалот го има повторно интернационалниот карактер со учество на странски авторски тимови, меѓутоа и на странски интерпретатори. Музичкиот живот во Штип одсекогаш имал своји еминентни творци кои работеле самостојно или пак твореле во рамките на разни групи, состави и културно-уметнички друштва, меѓу кои тромбонистот Кирил Рибарски, джез-саксофонистот Ѓорги Мицанов, трубачот Ванчо Самоников, хармоникашот Илчо Јованов и други. Илчо Јованов беше првиот декан на Музичката академија во Штип, а претходно работел како раководител на оркестрите во Македонското радио. Ѓорги Мицанов и Ванчо Самоников се професори на истата академија, а според актуелниот декан Тони Китановски, Самоников е најголемиот македонски музичар по Драган Ѓеконовски Шпато. Секоја година, почнувајќи од 2007, во Штип се одржува манифестацијата Пастрмајлијада, на која посетителите може да го пробаат најпознатиот штипски гурмански бренд – Штипската пастрмајлија. За време на манифестацијата, на штандовите на градскиот плоштад се продава познатиот штипски специјалитет, а истовремено се организираат и интересни настани, меѓу кои традиционалната трка на келнери, надпреварот во брзо јадење на пастрмајлии и слично. Во рамките на манифестацијата се одржуваат и голем број концерти, настапи на домашни и странски музичари, културно-уметнички друштва, солисти, поп и рок групи, диџеи и други изведувачи. Градот Штип е познат и како предвестник на отворањето на приватните електронски печатени медиуми во Македонија. Имено во овој град во 1989 година е формирана и првата приватна телевизија во Македонија и поранешна Југославија, во време кога постоеа само државни медиуми.
Денес медиумскиот простор во Штип го покриваат две телевизиски станици, ТВ Ирис и ТВ Стар, повеќе радиостаници, меѓу кои се истакнува Канал 77, првата приватна радиостаница која имаше проширена мрежа низ целата територија на Македонија, а во составот на Универзитетот Гоце Делчев работи и непрофитната радиостаница УГД FM, како дел од одделот за радио и телевизија, кој продуцира независна и самостојна радио и ТВ програма, која се емитува на ниво на цела општина Штип. Во градот се печати локалниот весник Штипски весник. Штип е град во кој секогаш се негувал спортскиот дух. Од овој град произлегле голем број спортисти и врвни спортски клубови, како што се легендарниот фудбалски клуб Брегалница, боречкиот клуб Балканец, карате клубот Партизан, боксерскиот клуб Баргала и други. Штип е град на олимпици, носители на медали од европски и светски првенства, медитерански игри и балкански шампионати. Посебно место во плејадата спортски клубови што го негуваат и развиваат спортскиот дух во Штип, зазема фудбалскиот клуб Брегалница, гордост на сите штипјани. Најголемиот успех на таа моја генерација беше годината 63-64 година, кога бевме први во Македонска лига и од тогаш фудбалот во Штип доби сосема други димензии. Беше многу популарен. 63-64 веќе јас станав стандарен првотимец и заиграв, имав среќа да заиграм со генерацијата Ефремов, Иванов, Манушев, Хаджиев, Ципушев, Наджаков, Желев, Ашиков, Ражанков, Гордош, Спасовски, Миладинов, Каракашев. Значи, ја, иако бев најмал, успеав да се наметнам во таа генерација која беше и во таа сезона 63-64 станавме прваци. Станавме прваци и требаше да се игра квалификационна надпрва со првакот на Црна Гора во Факатитоград. Прво игравме овде, ги победиме со 1-0. Со 1-0 ги победиме, стрелец беше на голо Гордош. И отидовме на реваншот. Реваншот се играше, беше, значи тука 1-0, тамо 0-0 беше до 86-та минута. Еден ненадејан удар од далеку шутираше тој и нашиот голман јако беше јунак на тој надпрев, го прими тој гол и вкупниот резултат беше 1-1. Потоа следуваа пенали. Тогаш пенали се пуцаа, прво едната екипа пуца 5, после втората екипа, не наизменичо како сега. Нашиот голман 3 одбрани и само 2 дадоа. И после ние шутиравме, прв шутираше Ципушев, даде гол, па Гордош и на крајот овој голманот, за да биде јунак, и он го шутираше третиот гол, што одлучуваше и со 3 гола постигнати, они 2 се пласиравме за прв пат во втората Југословенска лига. Тоа беше чест да играш во таа лига. Во 1990-91 година, Брегалница се пласира на второ место во меѓурепубличката лига на тогашна СФР Југославија. Поради честите инциденти на фудбалските надпревари, ФК Брегалница ја напушта лигата и отогаш игра во лигата на самостојна Македонија. Од 1992 до 2015 година, Брегалница со променлив успех настапува во првата и втората фудбалска лига на Република Македонија. Надпреварите на Штипска Брегалница се секогаш поддржани од верната навивачка група која го носи името Фаланга. Боречкиот клуб Балканец е еден од најуспешните спортски клубови во Штип, кои го красат спортското реноме на градот. Имаме среќа и гордост да кажеме дека Штип е основоположник на македонското современо борење и тие почетоци се врзани уште во 1957 година. Во тој период се појавуваат две личности, тоа се Ристо Таков и Ристо Лишнов, кои се враќаат од Полска како деца бегалци, Ристо Таков како наставник по ликовно воспитување, го ја формира првата секција, а Ристо Лишнов е првиот демонстратор на техники по борење. Меѓутоа, првото официјално формирање на боречки клуб Балканец се спомнува во 1960 година, 17 септември, и прв председател бил Борче Зетеников, а прв секретар Лјупчо Кадивков. Боречки клуб Балканец е еден од најуспешните спортски колективи, не само во Штип и во Македонија. Тој е препознатлив и е бренд на Штип.
Тоа го заслужи со 6 учества на клубските европски шампионати, каде што 2 пати беше втор, еднаш трет и Балканец го освои и купот на Европската боречка федерација цела, каде што имавме можност и среќа пред 5 години да победиме најдобрата екипа Академик од Софија. Инаку Балканец даде и многу поединечни квалитетни надпреварувачи. Пред себе ги издвоил олимпијците. Тоа се Симеон Шутев, како еден од првите олимпијци кои учествувал на едни олимписки игри, понатаму Киро Ристов и Зоран Шоров. Среќата да бидам дел од тие олимписки надпревари имав и јас, меѓутоа како тренер, не како надпреварувач. Инаку сакам да кажам дека најуспешен борач на сите времиња во Штип е Зоран Шоров. Тоа го заслужи и со 2 медали на европските првенства, освојувајќи го 2-то и 3-то место. Тука имаме сега една плејада на многу квалитетни борачи кои заслужија и се збројуваат и ја впишуваат историјата на македонското борење. По првиот кошаркарски надпревар, кој штипјани го одиграле во 1932 година, кошарката во Штип се игра без прекин повеќе од 8 децении. По Втората светска војна, клубот Ванчо Прќе бил меѓу најдобрите во Македонија. Клубот повеќе пати го менувал името во Брегалница, Младост, Работник, Текстилец, Астибо, Мултикрем. А неговите членови оваа игра секогаш ја играле со многу љубов и со сето срце и душа. Така многумина се сеќаваат на надпреварот против Железничар од Чачак, на кој Благој Донев постигна 10 кошеви повеќе од тогаш славниот Кичановиќ. Мислам дека таа беше една од на целиот турнир една од најдобрите утакмици. Утакмица со многу трчање, многу рипање, офанзивни, дефанзивни скокове, а ние не беме многу физички спремни. И ја при крајот секеше дека почнаа Грчија да ме фаќат. Таа е една од моите најдобри утакмици ми беше. Тогава јас се сеќавам даде 33 коша. Кичановиќ после мене што испадна е најдобар светски играч, да речеме. Он имаше 22 коша. Откако главен спонзор на клубот стана Универзитетот Гоце Делчев од Штип, организацијата на клубот се подигна на многу повисоко ниво и создадени се многу подобри услови за работа, што значително влие и врз квалитетот и постигнување на подобри резултати во овој спорт. Кошарката во последните години се одвива некогаш со подобри резултати, некогаш со помали резултати, се до пред 2 години, кога една добра генерација штипски играчи успеа од втора македонска лига да влезат во прва македонска лига. Во првата македонска лига успеавме да обстанеме у лигата една сезона со многу малку донесени играчи од страна. 80% од играчите беа штипјани. Почетоците на карате клубот Партизан од Штип датираат од крајот на 1971 година. Во текот на своето постоење, овој клуб постигнал видни резултати на државните првенства, а неговите членови се носители на голем број медали на европските купови и светските првенства. Членовите на Партизан подоцна ќе формираат повеќе карате клубови во Штип, кои исто така успешно работат и постигнуваат видни резултати. Повеќе семејства од Штип со неколку генерации се активно вклучени во работата на карате клубовите, а меѓу најстакнатите имиња се Миланчо и Владимир Черкезови, Жарко и Сашко Арсовски и Сашко и Кирчо Патраклиеви, а многумина се сеќаваат и на Ристо Волчев Блек и на Здравко Јакимов, како духовен водач на целата екипа на Партизан. Нашиот карате клуб Штип постои веќе 11 години, односно го формиравме уште од 2005 година, во тој временски период, со многу тренинг и многу работа, со многу млади каратисти, веќе почнавме да правиме и многу големи резултати. Покрај моите резултати, во 2010 година Жарко Арсовски го освои 3-то место на светското првенство во Белград. Во 2014 година Емил Павлов стана европски шампион во лесна категорија. Гор сум на нашите резултати, но морам да кажам дека имаме и многу млади генерации кои ќе го наследат и Жарко, и мене, и Емил Павлов. Тренирам карате од мојата 7 година, сега имам 31 година. Во мојата богата кариера можам да кажам дека успешно го представував нашиот град и нашата држава. Првите резултати почнаа уште кога
влегов во кадетска конкуренција, каде што станав трет на Балканот. Потоа автоматски влегов во репрезентацијата на Македонија и тука почна она успешна кариера за мене и за нашата држава. Најголем мој резултат е 2010 година, каде што на светското првенство во Белград го освоив третото место. Бронзениот медал за мене беше нешто посебно, нешто што ќе го паметам цел живот. За подемот на штипското, а и на македонското карате, најголеми заслуги има тренерот на Партизан Миланчо Черкезов, кој е воедно и основоположник на каратето во Штип. Денес сите заедно се радуваме на последните успеси на Емил Павлов, кој го освои бронзениот медал на Европското првенство во карате, кое се одржа во Монпелје, Франција, 2016 година. Со карате спортот почнав да се занимавам пред точно 17 години. Со самото формирање на карате клубот Штип, кој постои веќе од 2005 година, јас сум член на овој карате клуб. Оттогаш почна и моите резултати. Најпрво во 2008 година имав учество на Балканското првенство, каде што за прв пат влегов во јуниорската карате репрезентација на Македонија. Уште на првиот надпревар имав забележителен настап, го освоив првото место на Балканското првенство. Оттогаш добив голема желба да продолжам и понатаму со овој спорт. Со самото доаѓање во овој клуб, кој пред тоа моите тренери беа и мои најголеми идоли, Сашко и Жарко Арсовски. Со тоа многу напредував во мојата кариера, па и оттогаш почна и моите најголеми резултати. Најпрво во 2014 година го постигнав мојот најголем резултат. Тоа е историски резултат за Македонија, каде на Европското првенство во Тампере, Финско во 2014 година го освоив златниот медал. Со тоа се здобив и со најголемата спортска стипендија од страна на Агенцијата за млади и спорт. Со тој резултат станав и најмлад спортски пензионер. Оттогаш можем да кажем дека мојата кариера почна во нагорна линија. Потоа исто таа година бев и балкански првак, бев пети на светското првенство и голем број на освоени награди на меѓународни надпревари. Па така да кажем дека во мојата кариера досега сум 3 пати балкански првак, 2 пати во сениорска конкуренција, една жуниорска. Имам освоено 2 медали од европски првенства, како што кажав, во 2014 година го освои златото. Оваа година 2016 бев трети, ланската година бев пети, со тоа обезбедив и норма за Европските олимписки игри во Баку, кои за прв пат се одржа. Можем да кажем дека и таму имав успешен настап. Го освоив првиот медал за Македонија, освоив бронза. Друштвото за планинарски спортови Лисец, Штип, името го добило по највисокиот врв на планината Плачковица, Лисец, на 1754 метри надморска височина. Друштвото било формирано во февруари 1969 година од млади штипски ентузијасти и влюбеници во планините. Друштвото на планинарски спортови Лисец до Штип е формирано далечната 1969 година. Значи повеќе од 47 години постои и функционира. Тоа е сублимат од повеќе дисциплини, односно спортови. Имаме високогорско планинарење, алпинизам, спортско качување, спелеологија и ориентација. Друштвото поседува 2 планинарски дома на планината Плачковица, поточно на штипската страна од планината Плачковица. Исто така планинарското друштво поседува своја болдер вежбална, во која спортските качувачи вежбаат секојдневно. И имаме висинска карпа, вештачка карпа, која е лоцирана во спортската сала во основното училиште Тош Арсов. Исто така може да кажем дека членовите на планинарското друштво имат постигнато големи успеси во сите сегменти на своите активности. Сите овие пехари кои се тука во канцеларијата наша се голем дел на успеси на планинарите кои се бават со ориентација. Тие успеси се постигнати во самата држава и на меѓународен план. А исто така спортските качувачи направија доста големи успеси, бидејќи спортското качување е спорт кој е релативно нов. Има доста награди освоено во Македонија и на балканските и европските надпревари.
Нашите алпинисти и високогорци имат големи успеси во освојувањето на доста врвови во целиот свет. Може да кажем дека сите и највисоки и технички најтешки врвови на алпскиот масив се освоени од наши членови. Тоа е Матерхорн, Ейгер, Монблан, Монте Роза, Доломити. Исто така Хималајскиот масив е исто во повеќе наврати освојуван од наши планинари. Врвот Манаслу кој е над 8000 метри и врвот Монте Еверест, кој 1991 година Трајче Лексов успеа скоро и да се качи на врвот, ја постигна висината од 8300 метри. Исто така доста врвови се освојувани на Пиренеите, Пико де Ането, тука е Атлас во Мароко, Андите во Јужна Америка и така натаму. Штипјани, особено во поновата историја, големо внимание посветуваат на спортот и спортско-рекреативните активности. Во Штип активно се работи на развој и подобрување на квалитетот на сите популарни спортови, а се инвестира и во спортската инфраструктура, како резултат на што се изградени голем број спортски објекти, меѓу кои спортската сала Јордан Мијалков, повеќе наменски игралишта, тениски терени и фитнес зона, а се реконструира и градскиот стадион. Денес Штип интензивно се развива во сите сфери на општественото живење, економија, инфраструктура, образование, култура, здравство и социјала и животна средина. Стратегијата за локален развој на општината вклучува подобрување на економскиот развој во сите сегменти на стопанството. Штип во последните десетина години, помеѓу 2007 и 2017 година, доживеа еден голем прогрес, една ренесанса, една нова природба, би рекол. Со тоа што во тој град се концентрираа многу работи и се инвестираше многу од страна на државата. Практично сите патишта кои водат од Штип се градат. Се гради автопатот од Штип кон Скопје. 6 ленти, кој што ќе биде готов некаде крајот на 17-та, почетокот на 80-та година, 210 милиони евро инвестиција. Се изгради веќе експресен пат на поголем дел од патот помеѓу Штип и Велес. Се потпиша договор за градба и ќе почне некаде во првиот квартал на оваа 2017 година експресниот пат помеѓу Штип и Кочани. А при крај исклучувањето на договор за градба на експресен пат од Штип кон Радовиш. Кога зборувам за експресни патишта, станува збор за патишта со 4 ленти и со перформанси како за автопат, што значи во иднина со додавање на уште 2 ленти може да станат и автопат. Во изградбата на овие патишта се инвестираат 330 милиони евра. Моментално околу Штип и во Штип се случуваат навистина добри инвестициски проекти. Направени се далноводи од Република Бугарија до Штип и од Република Србија до Штип. Поврзани сме и до Грција преку термоцентралата Неготино и тука се наоѓа многу значајна станица на МЕПСО. Уште еден значаен проект е болницата, клиничката болница, градбата на нова клиничка болница во вредност од 56 милиони евра, која што е во Полнек, која што ќе биде еден медицински центар за цела Источна Македонија и која што треба да се заврши во 2018 година. Исто така, веќе се набави и нова медицинска опрема во вредност од 5 милиони евра. Се вработи многу нов кадар во болницата и се испратија на многу обуки во странство. Значи имаме градинки, 8 градинки, потоа имаме 5 основни училишта, па имаме 4 средни училишта и музичко училиште кое е државно. Значи дефинитивно имаме фантастично образование и тоа образование создава квалитетни кадри кои утре остануваат во овој град и го развиваат нашиот град. За 3,5 години ние завршивме некаде околу 400 проекти. Направивме комплетна инфраструктура во нашиот град. Значи нема улица која не е реконструирана, нема населба каде не е изграден асфалтен пат. Канализационите системи се направени скоро во сите населби, остана уште малку. Битно е дека сите села се поврзани со патишта, со изградени водоводи. Крупна работа што се направи за еднината на овој град и изградбата на гасоводот од Кумановско до Штип, во кој се инвестира околу 75 милиони долари. А веќе се продолжи градбата на овој гасовод кон Неготино. Со тоа Штип наскоро ќе добие газ, затоа што сега следува градбата на внатрешната дистрибутивна мрежа во градот, во самиот град. Во овој регион, што е многу значено и за Штип, се изгради хидросистемот Злетовица и браната Кнежево. Инвестиција вредна 100 милиони евра, што многу помага во водоснабдувањето и на Штип
и на околните општини. Она што е исто така важно, во договорот што го имаме подпишано со компанијата ТАВ, која што е практично која што ги држи македонските аеродроми со договор за концесија. Предвидено е некаде околу 2020 година да ја започнат изградбата на карго аеродромот во близина на Штип, поточно помеѓу Штип и Свети Николе. Мора да кажам дека во нашиот град се направија над 20 спортски објекти, од кои голема беше подршката на Агенцијата за млади и спорт. И да истакнам дека во сите овие активности кои ги имаме ние овде, уредувањето на градот, значи уредувањето на реката Отиња, потоа изграда на мултимедијалниот центар, центар за аутизам, реконструкција на домот на младите, изградбата на домот за стари лица, му дава еден посебен печат и белег. Многу крупна работа за градот е што се донесува инвеститори и се отвори технолошко-индустријска развојна зона или популарно кажано слободна економска зона во Штип, која што се изгради и веќе 3 фабрики се изградија во оваа технолошко-индустријска развојна зона, но и други инвеститори странски дојдоа во Штип кои што се надвор од зоната, некои во близина на зоната, некои подалеку од зоната во градот, но уште 4-5 други странски инвеститори дојдоа во градот. Со овие мерки, со овие чекори, невработеноста во Штип опадна од 8.000 во 2007 на 2000, околу 2000 невработени на почетокот на 2017 година, што е огромна разлика и што секако се чувствува во градот. Економскиот развој на нашиот град бележи невидена динамика. Импулс му даде тир зоната и трите фабрики кои се изградени во тир зоната. Тоа е Technical Textiles, Кондево и Johnson Controls, но пред се импулс му дадоа и они индустријски зони кои ги направивме ние надвор од тир зоната, така да актива со Ванхол, благодарение и на политиките на владата, направија одличен погон во новата индустријска зона која ќе се протега од населбата Три Чешми па се до Брегалница на 350 хектари. Тамо ќе се прават веќе новите хали, на 350 вработени. До нив се направи фабриката Semak Fashion, тоа е фабрика која произведува женски кошули, кои се наменети за над 2000 продавници и бутици во Европската унија. Таа е фабрика готова, наскоро ќе почне да работи. Голем број други странски инвеститори веќе инвестираат во нашиот град. Најголемата странска инвестиција во Штип е Johnson Controls, која вработи 1450 луѓе. Исто така се работи на подигнување на животниот стандард, јакнење на човечките капацитети преку образование и доквалификација, обезбедување на чиста животна средина и подобрување на инфраструктурата заради зајакнување на економскиот и социокултурниот развој на градот и општината. Во Штип се родени голем број истакнати личности, кои постигнале врвни резултати во науката, уметноста и во сите области од општествениот, политичкиот и духовниот живот на Македонија. Меѓу нив се вбројуваат академскиот сликар Киро Караджа, кардиохирургот Жан Митрев, кардиологот Сашко Кедев, академикот и председател на МАНУ Јордан Поп Јорданов, господин Михаел, архиепископ Охридски и Македонски, поглавар на МПЦ и други. Тие со својот талент, труд и дела биле и остануваат носечка сила на општествениот, научно-образовниот, културниот, уметничкиот и севкупниот развој на Штип и Република Македонија. Денес, видливите остатоци од античкиот и средновековниот град представуваат нем сведок за долгата, богата и бурна историја на градот Штип, кој низ вековите се развивал, обстојувал, бил разурнуван и повторно никнувал на истото место. Штип е град со непроценливо богатство на материјална и духовна култура создадена низ вековите, кој понатаму го носи епитетот на регионален центар на сите културни збиднувања и едно од главните упоришта на македонската национална свест и македонската научна, литературна и духовна мисла. Thank you.